Добро, почитувани, ви благодарам за присуството. Моника Зајкова, пратеник во Собранието што слепо ги поддржува сите штетни и антимакедонски политики, 2 дена не дава одговор на многу едноставно прашање. Кога е изградена семејната вила од речиси 120 метри квадратни на државно земјиште на Маврово? Вилата во Трница, во популарно нареченото Зајково Мало, е легализирана во 2018 година. Услов за легализација според законот е објектот да е изграден пред 3 март 2011 година. Почитувани, ова е решението за легализација. Поднесено на 26 март 2018 година, со барањето, таткото на Зајкова поднел геодетски елаборат изработен во март 2018 година, копија од лична карта и изјава дадена на нотар исто во март 2018 година. Почитувани, според законот се дава ваква изјава со која што се потврдува, односно се дава точна и прецизна информација кога е изградена дивоградбата што се бара да се легализира, односно дека таа е изградена пред 3 март 2011 година. Од тука, по поднесувањето на барањето, Оделението за урбанизам, комунални дејности, локален економски развој и заштита на животна средина на општина Маврово и Ростуше во мај 2018 година прави записник од лице место, па дава урбанистичка согласност на 19 јуни и експресно на 25 мај 2018 година објектот е легализиран. Подписникот е пуленот на СДСМ, градоначалникот Медат Куртовски. Почитувани, пратеничката Зајкова мора да објасни зошто некој кој што имал вила изградена пред 2011 година и сакал да ја легализира согласно законот донесен 2011 година, би чекал цели 7 години за да поднесе барање за легализација. Зајкова мора да објасни зошто е сета документација за легализација на вилата вадена во 2018 година од март за до јуни за експресна легализација. Прашање до државните органи е што виделе тимот на Куртовски при наведениот увид на лице место, каде што наместо шума има цело ново Зајково Мало. Почитувани, зад мене се сателитски фотографии токму од Зајково Мало, Трница, Маврово. Првата фотографија е од јуни 2014 година, кога јасно се гледа дека станува збор за шума. Ниту постоела куќа, ниту имало некаков објект. Шума. Следната фотографија под неа е од јуни 2017 година, каде што фотографијата покажува не само куќа, вилата на Зајкови, туку цело така наречено Зајково Мало. Почитувани, Моника Зајкова во својот анкетен лист покажува семеен имот на семејна заедница во која што живее, имот кој што е легализиран, иако е изграден во период од 2015 до 2017 година. Односно, цели 5 години по периодот што го опфаќа законот за легализација. Како е возможно да се легализира објект изграден цели 5 години по носење на законот, кој што дава јасни временски рамки? Моника Зајкова, како пратеник, е должна јавно, јасно да каже кога е изградена семејната вила, дали е легализиран објект изграден вон законскиот рок и најважно, дали на ова се должи слепата послушност на Зајкова при гласање на штетните антимакедонски политики во парламентот. Почитувани, ова мора да има крај. Неказнивост и криминалот на власта ја доведува Македонија на просјачки стап. Ова мора да има крај. Ви благодарам.